Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Ноември е месецот кога пуштаме мустаки со цел да потсетиме на здравјето на мажите. Денеска, 19 ноември, го одбележуваме меѓународниот ден на мажите и потсетуваме зошто темата за машкото здравје е толку важна. Многу мажи ги занемаруваат редовните прегледи, а тоа може да доведе до сериозни последици, и тоа по нивното физичко, но и ментално здравје. Затоа ноември со символичниот мустак е Мувембер, месец кој не потсетува дека секој разговор, секоја поддршка и секоја превентивна акција значи чекор кон поздрави мажи и посилна заедница. Како да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето? Не случајно велат, подобро да се спречи, отколку да се лечи. Тоа е денес темата за која што со вас ќе дискутираме во овој денешно издание на Црвена линија. Мислам дека поголемо богатство од добро здравје и нема. И верувам дека токму и припадничките на понежниот пол, но и мажите ќе се вклучите и ќе бидете активни во оваа денешна дискусија на Црвена линија. Очекувам, се разбира, и добре дојдени сте секогаш да бидете активни со вашите одговори на нашите анкети кои што секојдневно ги објавуваме независно од темата за која што зборуваме со вас. Па така во текот на целиот овој ден на Instagram Story, тоа значи да не заследите во овој момент на Instagram профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, и веднаш да кликнете на одговорот, односно да дадете удел во денешната анкета. Прашуваме денес, дали мажите во вашето семејство одат на редовни прегледи? Да, не, се двете опции за одговор. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Црвена линија редовно ги сумира резултатите некаде пред крајот, таму по рекламите, а ќе ги соопштиме секако пресметани во проценти. Како да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето? Токму вие и ќе ми откриете во текот на дискусијата дали може би работите се сменети кон подобро, дали се почесто мажите почнуваат превентивно да се грижат за своето машко здравје. Па да видиме какви одговори ќе добиеме. Се разбира, доволно е да го завртите нашиот телефонски број 023070005. Веднаш да го намалите тонот на ТВ приемникот, само да зборуваме јас и вие преку телефонска слушалка, не користете ниту спикерфон, ни интерфон, и секако ќе ни биде особено драго да имаме една богата, плодна и исклучително интересна дискусија, токму благодарение на вас. Па, добар ден. Добар ден, Тина. Господине Роме, еве како маж, вие секако сте од една рурална средина. Дали еве во вашето обкружување, вклучувајќи и вас, мажите сериозно ја сваќаат превенцијата во однос на машкото здравје? Одат редовно на прегледи? Да, одат. Јас имам проблем со срцето, имам проблем и ме викат на пеење во Белград. Али јас имам шеќер. А во моето село Виджево има чешма со вода реховита за простата. Испитана во Швајцарија. Еве, кажете ми вие колку пати одите на преглед? Како изгледа таа превентива кај вас? Колку редовно ги правите неопходните прегледи? Па имам прегледи, ја доста апсија пијам. Ја имам шеќер и гледам инсулин и така натака. А така во однос на машкото здравје? Па добро со тоа. Ама мене ми е мана, ја пеа со песмата. Песмата ми е мана. Ја само пеам. Сака да ти спеа песмата Виджево? Јас најмногу би сакала навистина да го искористиме вашето присуство во Црвена линија, да ни дадете одговори на еве ова прашање. Како можеме, господине Роме, да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето? Што треба да се направи? Еве, да се создаде свест дека подобро да се спречи отколку да се лечи? Нормално. Подобро да се спречи отколку да се лечи. Да се идеш на преглед и докторот ќе ти каже што да преш.
Така, големо благодарам и верувам дека животот и здравието ќе ви бидат песна. Останете и продолжете да го следите ова денешно издание на Црвена линија. Инаку, да подсетиме, ќе ми биде особено драго да бидете активни во оваа денешна тема на Црвена линија. Кој може, кому му е полесно, секако особено ни е драго да ви имаме во живо. Па верувам дека голем број од вас еве за прв пат ќе се охрабрите и ќе го дадете вашиот одговор, вклучувајќи се во живо на Црвена линија. Но за оние кои што можеби нема да успеете да не добиете или едноставно многу ви е полесно преку коментари да земете активно учество, не заборавајте секако да не заследите и на Facebook. Се што ви треба е профилот на Црвена линија, како и профилот сосема логично на Телма телевизија. Темите ги објавуваме на двата зида, на двата профила, а ваше е секако да пишувате коментари, тоа се ваши одговори кои што редовно ги читаме заедно, паралелно, подобро да речам, со оние кои што ги даваат одговорите во живо. Дали мажите од вашето семејство ве одат на редовни прегледи? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, денеска... Телма и до сите гледачи на телевизија Телма. Благодарам многу. Еве, за машкото здравје, во однос на превенцијата, кој е вашиот став, колку вие редовно се грижите за вашето машко здравје? Јас согласувам со преве дека мажите не одеме на доктор. Јас сум од Струмица. Во Струмица нема орлози. Замислете, за цела општина Струмица има тројца орлози. Сега Валандово, Струмица, Радовиш, това Берово, Пекчево, сите се во Струмица. Замисли денес што може доктор да направи? Орлоз, право за орлози. Значи во Струмица нема доктори. Штип има 4, Струмица има 3. Кој не верува нека погледа на мој термин. Сега Струмица, Штип 60 км, 4 орлози, па 7 орлози. 4 Штип, 3 Струмица. Гостивар 7, Тетово 7, Гостивар, како беше 6, 13 орлози има. Плюс Скопје. Значи Скопје, Тетово 40 км, Гостивар, Тетово 60. Замислете колку орлози има таму. А Струмица, замислете, Радовиш, овој дел, истокот, југоистокот, нема само 3 орлози. Значи, ако идам на лекар, јас нема, некој пат сум чекали 7-8 месеци да мој термин, и нема лекар. Не се видуваме лекарите. Значи, преголема гужва е. Значи, ние сакаме да одиме на доктор. Како да одиме на доктор, кога нема? Значи, треба ние да одиме на ветеринар, па тогаш да одиме на доктор. Значи... Благодарам многу. Еве, преку гледачот едноставно ни посочи дека и доколку сакаат, се разбира, да бидат одговорни, да превенираат. Имаме и вакви неможности, односно на огромен број пациенти, побарување за прегледи, барем според гледачот, ете кажа дека има недостаток на специјалисти уролози. Од вас очекуваме да ги слушнеме секако одговорите. И иако зборуваме за машкото здравје, верувам дека и жените дали во улога на партнерки, сопруги, членови од семејството, сестри, мајки, секако и тие даваат удел, односно помагаат во тоа да мажите навистина се охрабрат и почнат да одат на превентивни прегледи, а може би се разбира низ годиниве преку едукација, нели информирање, може би ете на подобро е тргнато, па повеќе и почесто се оди на тие превентивни прегледи. Добар ден. Да, добар ден, се слушаме. Да, одлично се слушаме. Повелете. За превентивната јас еднашка годишно правам комплет крвна слика, испитување на простата и за кардиолог, снимање комплет ЕКГ. Еднашка годишно, тоа ми е задолжително и се уред. Додека за простатата, дали ме верувате дека е таа и наследна особина? Еден ген од родител пред тоа се случува. Додека за да се намали простатата треба мажот да биде доста активен, во повеќе сфери, во физички работи, други да биде добро ухранет, да избегава алкохол и јаки пијалоци кои негативно влијаат на простатата. Али со физичката работа, да ви кажам, право, тие немаат проблем, воопшто. Само физичка работа. За јака, здрава, правилна храна,
исхрана што се веле, нема да има никој да има простата. Дали ќе ви биде се... ќе биде активен на тоа поле, на машкото поле што викаме ние. Поверете. Еве, дали ви се чини дека со низ години се повеќе мажите стануваат свесни во однос на превенцијата, односно да се спречи подобро отколку да се лечи, одат ли на превентивни прегледи редовни? Но јас ќе ги познавам некои пријатели мои многу ретко идат. Многу ретко идат. Ја им викам барем еднашка во годината, ако не нешто друго, и да бидат физички доста активни. Така, големо благодарам. Драго ни е што ви имавме во црвена линија, што еве со гледачите споделивте и на некаков начин еве од вас, секој ден од вас може да даде различен став, различен одговор и се разбира можеби и меѓусебно да на ваков начин размените идеи или еве да помогнете и охрабрите некого конечно да почне да се грижи за своето машко здравје. А што опфаќа поимот машко здравје? Машкото здравје ги опфаќа оние аспекти на здравјето кои се најрелевантни за машкиот пол, вклучувајќи ги тестостеронот, простатата, тестисите, сперматогенезата и квалитетот на спермата. Главните здравствени состојби опфатени со поимот машко здравје се низок тестостерон, односно хипогонадизам, машка сексуална дисфункција, машка неплодност, бенигна хиперплазија на простатата и рак на простатата. Но месец ноември не е случајно избран за месец кој што е целосно посветен на машкото здравје. Денес говориме токму за машкото здравје и превенцијата, така да еве како можеме да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето. Од претходниот гледач слушнавме дека неретко се случува многу ретко да појдат мажите и да го направат тој превентивен преглед. Дали е се уште тоа така, дали сте вие такви како мажи и секако еве и жените, бидејќи секоја жена верувам во своето обкружување има по еден маж, дали еве ги охрабрувате и дали всушност им ја давате потребната поддршка за да конечно можат да се заштитат од несакајни последици, а превенцијата и така може да помогне за да не дојде до најлошото. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас се надевам дека нема да ни се блокираат линиите во црвена линија. Секако, кога зборуваме за машкото здравје, ќе подсетиме дека ноември е и месецот кога не случајно мажите пуштаат мустаки, со цел да подсетиме за важноста на здравјето на мажите. Многу мажи ги занемаруваат редовните прегледи, а тоа може и да доведе до сериозни последици по нивното физичко и ментално здравје. Затоа со оваа тема подсетуваме дека здрави мажи всушност представуваат и здрава заедница. Добар ден. Добар ден. Еве во однос на машкото здравје, вие лично колку одите на превентивни прегледи и како се грижите? Јас да ви кажам право, одам 4 пати годишно, си проверувам крв и се што треба. Секое време, мислам сезонско време, дали лето, зимо, обавезно одам и се прегледувам. Дали имате впечаток дека еве мажите во вашето обкружување се разбира го прават тоа? Дали се редовни, дали се грижат за своето машко здравје? Не знам некој дали се редовни, може некој се, ама меѓутоа јас не можам да кажам за некои други колку се редовни и што се редовни, ме разбирате? От јас прв пат се јавувам во вашава емисија. Драго ми и верувам не и последен пат. Па еве како можеме да им помогнеме на мажите според вас да сватат колку е важна превенцијата за да се спречат нели последиците? Ами еве, гледа вакви емисии како што имате вие поставено сега, па нека размислат дали треба да ода или не треба. Тоа е што ќе им порачате? Така, што ќе им порачате еве вие? Па јас му порачувам да си оди секој да се прегледува, да си види како е, што е со здравието, со таквите работи, сето тоа да треба да си го прегледа, се види. Дали ви се чини дека мажите од срам не одат или едноставно
забораваат изговори, има многу стрес, немање време? Верувам дека меѓутоа од страна дека нема да, меѓутоа може да делува тоа, али многу малце. Така, многу ми е драго, еве што меѓу вас оние кои што редовно не следите, имаме и такви кои што се вклучуваат за прв пат во црвена линија. Верувам не и последен пат. Благодарам уште еднаш до гледачот. Ке не биде драго секако да ве слушнеме, еве, и вас мажите, можеби и ќе помогнете некому, ќе го охрабрите и ќе укажете на тоа колку е важна превенцијата во детектирање на проблеми околу машкото здравје. Можеби, еве, од вас ќе дознаеме и како вие се грижите за своето машко здравје, што се практикувате, што се не практикувате и дали сметате дека се уште постои да речеме срам или подобро да речем машкото здравје се уште е табу тема. Па некако можеби еве мажите се уште не се охрабрени од икс причини да почнат и редовно да се грижат за своето машко здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Драго ми е, ве имаме во црвена линија, па да ве слушнеме. Се трешноста на државата. Од Прилеп, видете, нема срамота, нема срам, нема ништо. Тоа да се разбереме. Секому треба да му биде јасно. На секој маж. И пред една недела, јас лично за мене, бев на возраст од 6-9 годишна возраст, кај на урологијата се оди за простатата. Јас имам БПХ, тоа е бенигна хиперплазија на простата, али границите се ограничени на нормала, што е 0,69, а крајна граница е 5. Тоа значи дека во извештајот кажува и добро кажа докторот дека се е уредно и пише во извештајот се е уредно во ред, али превенција мора да се има, што тоа се дава лек тамсулозин, кој не е штетен, кој позитивно влијае и тоа предполно физичката работа, она машкоста, обично маж, жена, сакам да кажам, тие работи, тоа значи да не занемарува, затоа имаат тие згрутувања идејат кај машките особи поради неактивностите, така да нема повторно ќе речам, секој што ќе се соочи, ќе прочити некоја симптоматологија, боцкање, печкање, во пределот на ципите, значи тоа не е ништо срамота да се појде на уролог и ќе биде се на време. Благодарам многу. Поздрав до сите оние кои што во моментот не следат од Прилеп. Еве можевме досега да слушнеме секој еден кој што се вклучи во црвена линија, каков одговор даде на нашето денешно прашање. А денес е важна темата. Зборуваме за машкото здравје. Здрави мажи, здрава заедница. Како да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравето? Дали сте меѓу оние кои што редовно одат на превентивни прегледи? Дали сметате дека постојат во државава и услови во однос на доволно кадар, бидејќи ете да го поставиме ова прашање не инспирираше еден од гледачите кој што рече дека има големо побарување, но нема доволно специјалисти уролози. Сакаме од вас да слушнеме дали мажите во вашето опкружување се охрабрени и неретко зборуваат за своето машко здравје и секако дали и се грижат, бидејќи превенцијата е исклучително важна, се со цел да не дојде до најлошо, односно да не се создадат услови со занемарување за развивање на последици кои што може да бидат и такако погубни. Добар ден. Добар ден. Драго ми е конечно женска енергија во оваа тема. Па еве, дали мажите во вашето семејство одат на редовни прегледи? Не многу. Лично вака што се однесува до превенцијата, сметам дека за тоа треба прво државата да обезбеди систем за превенција, како што тоа се прави во светот. Второ, во училиштата и родителите што од најмала возраст треба да ги учат, без оглед дали се работи за машко или женско дете,
за превенција и за здравствени навики. Како што имаме навики хигиено-диететски, мора да имаме навики за превенција во здравјето. Тоа го немаме. Здравствениот систем не е таков каков што ние, превенција немаме, не функционира, ние не можеме болните да дојдеме до термини, а не за превентивни прегледи. Ако одите на превенција, аман, досадни сте, хипохондри сте. Ако не одите, не дојдовте на време. Едноставно, мислам дека треба многу да се работи, бидејќи така ќе биде и поевтино и поефикасно за сите нас. Пријатно. Големо благодарам за вашето вклучување и секако за одговорите кои што ги споделевте со гледачите на Црвена линија. Ве потсетувам, не заборавајте да не заследите и на Facebook. Профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. На двата ѕида е постирана нашата тема. Прашањето е дали мажите од вашето семејство одат на редовни прегледи, но доколку не следите во живо, секако можете да дадете и одговор на денешните прашања, кои што се, меѓу другото, и како да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето. Еве што всушност треба да направиме и како поединци, но еве и државата, дали сметате дека треба повеќе да има работилници, едукативни центри, се со цел, па дури и бесплатни прегледи, се со цел мажите се разбира да ја стекнат ова исклучително важна навика, а тоа е стандардната редовна контрола. Се со цел до подобро машко здравје. Добар ден. Добар ден. Еве како маж, дали редовно одите на прегледи? Јас прв пат се јавувам, имам 80 години. Драго ми е, верувам, не и последен пат. Прв пат се јавувам, али сум многу активен. Активен сум, не пушам, не пијам, никако алкохол не употребувам. Пишувам песни, идам у хор пеам, возам точак и секоја сабаља вежбам. Секоја чест. Секој треба да биде активен, пера века може. Позитивен да биде, не негативен. Ако сакате и песна, ќе ви спеа малку. Вака сега, песните ќе ги оставиме за некое друго издание, но многу ми е важно да ми кажете, бидејќи гледам еве на 80 години ја чувате својата виталност, како и се грижите за менталното здравје. Но дали одите и на редовни превентивни прегледи? Идам на контрола нон-стоп на кардиологија, сите контроли што треба да ги идам нормално секоја година и се јавувам и лекој си пијам редовно, притисак ќе мерам неколку пати на ден, али човек треба да биде многу позитивен. Така без еве, разлика на годините. Каков е вашиот печаток во однос на мажите еве во вашето обкружување? Дали го следат вашиот пример? Дали одат редовно на прегледи? И ако не одат, зошто не одат? Не можам да кажам за другите, ја лично за себе само можам да кажам. Добро. Не можам да кажам за другите, не знам. Како да им помогнеме еве на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето? Како да им помогнете? Па треба секој сам да е свесен, да иде нормално на прегледи и нормално да има. Така, големо благодарам, да ни останете здрави, живи и вака витални и секако драго ни е што прв пат еве добивте желба да се вклучите во Црвена линија и секако ќе повторам, не и последен пат. Добре дојдени сте секој еден од вас во секоја една тема и секој едно издание на Црвена линија. Ке ве подсетам уште еднаш, можете да дадете одговор ако така ви е полесно или не можете да не добиете во живо. Просторот за ваши одговори е секако Facebook, социјален медиум на кој што профил на Црвена линија објавена темата. Прашањата се тие, односно прашуваме како да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето и дали според вас еве мажите во вашето семејство, јас ќе додадам и обкружување, одат на редовни прегледи. Па добар ден. Добар ден. Убав ден и вам, па еве да ве слушнеме каков е вашиот однос кон вашето машко здравје. Јас сум 83 години. Така? И Или намалите го тонот на телевизорот, ве молам. Намалење ти. Добро, продолжете. Намалење, не може, ние немаме уролози.
уролог нема. Одавдека јас одам до Струга. Одам во Струга, докторот само ме прашува и вика, ајде со здравје, и не тера и ќе те викнеме по 5 месеци. Ево 5 месеци помина, ништо нема. И ние одајка од Ресен, кај да одиме, Скопје да идеме да уролог. Кај да одиме? Во Ресен нема доктори во амбулантата. Доктори нема. Докторите овде сите не на пензија и сега не останат така. Така че ми нешто за уролог под еден мој термин по една година. Големо благодарам и вам да ми останете секако во добро здравје и големо благодарам за тоа што еве се охрабривте и за прв пат еве споделивте нешто што го слушнавме и претходно од еден од гледачите, дека голем дел од мажите и кои што сакаат да речеме да бидат одговорни, да ги следат тие задолжителни превентивни прегледи, се јавува неможност од проста причина што нема доволно кадар, односно во местото во кое што живеат едноставно нема доволно специјалисти, во овој случај уролози. Благодарам многу еве што ни споделивте од ваш агол и од токму таа причина црвена линија и постои, бидејќи ова е просторот каде што вие како граѓани, како некој кој што го живеете ова секојдневие, секако можете да споделите со јавноста со што се соочувате. А денес зборуваме за важно нешто, а тоа е здравјето. Зборуваме за машкото здравје. Не случајно целиот месец ноември символично преку пуштање мустаки, така мажите всушност го символизираат месец ноември како месец на машкото здравје. Превенцијата е се. Па еве како да им помогнеме на мажите според вас да сватат дека превенцијата е најважната за да се спречат несаканите последици? Дали сте меѓу оние мажи кои што редовно се грижат за своето машко здравје? Ако се грижите, како го правите тоа? И секако еве можете и како останатите гледачи да споделите дали и доколку еве се грижите, се соочувате со такви пречки од типот немање термини, немање доволно кадар за да го направите она што е најважно, тоа е превентивниот преглед. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Во ред ова што ја имате ова емисија за машкото здравје, меѓутоа вие знаете во која држава живеете? Хајде од вас да слушнеме како граѓанин, затоа постои црвена линија, повелете. Значи, овде во Македонија е руинирано здравството до тој степен што мислам дека Централно-Афричката република има подобри услови за лекување или за превенција на машките болести било или на женските. Не мустаки грофои од Шкотска да дојдат да пуштат, бакенбарди џабе е тука се. Ако немаш пари да платиш приватно да одиш да се прегледаш да лечиш, одиш во бутел или во... Дали ме разбирате? Да, и ве слушаме. Би сакале еве од вас да слушнеме, ви се чини ли дека еве постои самосвест и кај мажите во нашата земја да се грижат за своето машко? Ама џабе постои, има самосвест, секој што добро, има... Тоа. Значи не постои срам. Добро. Да, секој што има проблем мора да си го реши проблемот. Меѓутоа овде, ако не му платиш и од државното здравство или ако немаш пријател да ти заврши работа, џабе ти е се. Значи
Благодарам многу, секако не е џабе како што велите вие да бидете дел од Црвена линија и драго ни е што еве вашите ставови ги споделивте со јавноста, поточно со гледачите на Црвена линија. Го имаме и коментарот, јас секако ќе ве потсетам, имате простор и на Facebook да дадете одговор во однос на денешните прашања, па еве така на прашањата дали мажите од вашето семејство одат на редовни прегледи, како да им помогнеме на мажите да сватат дека превенцијата е најважна за здравјето. Гуран Чоков, еве што напиша: сметам дека многу помалку се грижат за своето здравје, мисли на мажите во однос на жените. Според некоја статистика, поготово по 40-тите години од својот живот, кога се јавува здравствениот проблем со простатата. Дали тоа е од неажурност, страв или некоја друга причина, не знам. Убав остаток од денот, поздрав Црвена линија. Благодарам господине Горан, пред се што еве споделивте со гледачите како вие гледате на одговорноста, свесноста во однос на грижата за машкото здравје. Па еве, Горан не инспирира да ве прашаме, сметате ли дека еве мажите можеби се помалку одговорни кога станува збор за своето машко здравје, како ви се чини во однос на тоа што верувам дека секојдневно сте обкружени со мажи, пријатели, кои членови од семејството, од средината во која што работите. Па ви се чини ли дека еве мажите се повеќе стануваат самосвесни, одговорни, се грижат за своето машко здравје? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Поздрав од Очи. Па вака си. Прво треба да се ставиме себе си во таа улога. Прво ќе речем вака, дека не сме немарни мажите, значи, а ќе речем и жените. Ние, значи, сме исто како ќе ни дојде за снесување на яйце, тоа го бараме гнездото каде. Ако немаме мака, не одиме на лекар. Тоа е првиот дел. Во вториот дел е и да сакаме да отидеме. Ние немаме лекари специјалисти. Значи тоа сепак треба да го... Ние на општи лекар можеме секој ден да одиме и нема проблем таму. Меѓутоа, ова значи да се провери машкото здравје, кои се проблемите ако ги има, значи тоа мора да се оди на специјалист, да се дава крв, да се гледат снимки и така натака. А ние и ќе се снимаме, но нема кој да ги прочита тие снимки. Ќе чекаме уште неколку месеци да се најде доктор кој ќе ни ги ја прочита снимката, ќе ни каже дека имаме значи знаци на тумор, знаци на незамоно и фактички ние мора здравството да го ставиме на највисоката лествица да го помогнеме и да можеме да бараме здравје, да бараме значи здрав живот, а вака како што се движат работите, никогаш нема да имаме добро здравје, а ние и понатака ќе бидеме неажурни. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам, поздрав секако до Охриѓани кои што не следат во овој момент. Еве и зошто е важно машкото здравје. Нискиот тестостерон е поврзан со бројни негативни здравствени ефекти, како што се намалена енергија, па дури депресивно расположение, потешкоти при концентрирање и намален сексуален нагон. А бенигната хиперплазија на простатата и ракот на простатата често предизвикуваат симптоми на долниот уринарен тракт. Дополнително, ракот на простатата е втор најчест рак кај мажите во светски рамки и е меѓу првите 5 причини за смртност од рак кај мажите. Затоа одржувањето на адекватни нивоа на тестостерон и управувањето со споменатите здравствени состојби кај мажите се важни и за квалитетот на животот и за должината на животниот век. А месец ноември е целосно посветен на здравјето на мажите. Па кога зборуваме за машкото здравје, секако и за секоја една болест, не случајно приоритет се дава на превентивните прегледи, бидејќи навистина доколку се грижиме на таков начин за своето здравје, секако може да се намали појавата на предизвици и болести, се она кое што навистина може да биде погубно. Па еве, дали се грижите за своето машко здравје? Секако прашање и до жените, сопругите, мајките, ќерките, дали мажите во вашето опкружување одат на редовни прегледи? Добар ден.
Добар ден. Повелете, ве слушам. Вака, прво, дали се грижиме, за тоа се грижиме, пошто 20 и кусур години користиме све што е терапијата редовна. Меѓутоа има проблем. А најголем проблем е тоа што уролог, еве ќе зборам за Битола, нема. Доаѓа од Прилеп доктор Трајче и доктор Келепуровски беше тук. Сега што е проблем. Доаѓат и дават лекарство нормално, се зема ПСА пред тоа, ако се отреби све пред да почне доктор, и во тој момент доаѓаш и одиш кај докторот и ти прашува кои лекарства ги примат. Редовните, танизон и лестедон и тие тешти. Меѓутоа он те прашува, оти не земаш простамол. А со матичната докторка едно време пред себе пензија, пред 10 години разговарам дека воопшто со простамолот нема веќе речете го речи го ефект на тоа во нивни предавања што било. Сега јас прашувам, кажува кој ти препорача овие лекарства, ти реков. Ово не е можно, вели, добро и така и тоа. Значи, проблемот е што нема уролози во земја, бар за Битола зборам, од Прилеп доаѓат, овој да не за Битовци. Кој ќе појде долу на уролог, има поку 40-50 души редовно само да го земиш овој прегледот. Големо благодарам за ова што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Драги мои, време е да ги проследиме рекламите. Не го менувајте каналот. Црвена линија секако по рекламите ќе ги соопшти и резултатите од денешната анкета. Драги мои, да видиме како се одговори на денешната анкета на Црвена линија. Прашањето кое што го поставивме во текот на денот на Instagram Story беше дали мажите во вашето семејство одат на редовни прегледи. Со да одговорија 44%, со не 56%. Останува да ви се заблагодарам што и денес бевте дел од ова издание на Црвена линија, да ви посакам добро здравје, да се грижите за своето здравје. Без разлика дали сте мажи, жени, здравјето е најголемо богатство. Да се информирате на telma.com.mk, да гледате Телма и секако да бидете повторно дел во утрешното ново издание на Црвена линија. До тогаш, довидување.